Македонските граѓани и понатаму ќе можат да патуваат во Соединетите Американски држави, туристички, студентски или преку work and travel програми. Новите рестрикции од Вашингтон не ги засегаат овие категории, потврдуваат од Министерството за надворешни работи. Иако Стејт департментот воведе пауза во обработката на имигрантските визи за 75 држави, меѓу кои за Македонија, тоа не значи забрана за патување или ограничување за туристички и краткорочни влезни визи. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски уверува дека нема промени за најчестите типови на патување. Она што на нас ни е приоритет. Бизнисот, науката е исто така многу значи. Има многу наши научници кои што патуваат во Соединетите Американски држави. Туризмот, тие што сакаат од приватни причини да патуваат. Студентите ќе повторам. Ова на никаков начин не влие врз нив. Ова влие единствено врз иселенички визи кои што се во најмал обем во делот на апликации од нашата држава за визи кон Соединетите Американски. Во политичкиот дел, САД донесоа одлука за привремено стопирање само на мигрантските визи, визи за долгорочен престој и селување. Министерството во Скопје нагласува дека се работи за прашање што не е поврзано со туристичкиот сообраќај, туку со имигрантската политика на администрацијата во Вашингтон. Муцунски направи споредба со трговските тарифи, тема за која државата, како што рече, исто така се соочувала со критики, но сепак успеала да постигне поволни услови. Кога излегува податоците за тарифите, дури слушав тогаш критики од опозиција и од разни критичари дека сме вброени помеѓу земјите со највисоки тарифи. Но потоа кога издействувавме да бидеме сега помеѓу земјите со најниски тарифи, тоа преференцијални тарифи за индустрии кои што на нас не се значени, кога издействувавме да спасиме работни места во компании, истите тие критичари никаде не ги слушавме. Еве по прашањето на визната политика. Оставете малку на времето. Оставете на нашата комуникација, на фактот што имаме одлична соработка со нашиот стратешки партнер. Од Министерството оценува дека приоритет остануваат условите за бизнис секторот, научниците, туристите и студентите, за кои нема промена во политиката на САД. Министерот за надворешни работи на новинарско прашање во врска со визната либерализација и привремената пауза за иселенички визи кон Соединетите Американски држави, порача дека се очекува засилена комуникација со американските власти и потенцијални позитивни процеси во следните 6 месеци. Стејт департментот на САД воведе пауза на обработката на имигрантски визи за 75 држави, почнувајќи од 21 јануари 2026 година. Одлуката е донесена со цел засилена контрола на апликантите, кои според американските власти можат да станат јавен товар, односно да бидат зависни од јавни бенефиции. Во интерен меморандум е наведено дека конзуларните службеници добиле насока да ги одбиваат апликациите согласно постојното законодавство. Мерката се вклопува во имигрантската политика на администрацијата на Доналд Трамп, најавена уште во ноември 2025 година. Паузата се однесува само на долгорочни визи, додека туристичките, студентските и другите неемигрантски визи не се засегнати. На листата е и Македонија. За сега нема информации колку ќе трае мерката. Апликантите може да закажуваат интервјуа, но визи нема да се издаваат во периодот на пауза. Исклучок постои за лица со двојно државјанство ако аплицираат со пасош на земјата што не е на списокот. Веќе издадените имигрантски визи остануваат важечки и не се поништени.